Не е воопште розово во државата кога зборуваме за граѓаните, за животниот стандард на граѓаните. Дали со 24.000 може едно семејство да живее? Дали е плата која што обезбедува пристоен и достоен живот? Не е. И кога баравме зголемување на минималната плата, на 2 пати поднесовме закон за зголемување на минималната плата. Имаше одговор од ВМРО. Го одбија овој предлог на СДСМ. Кои работниците бараат зголемување на минималната плата, затоа што и 30.000 денес е малку минимална плата, повторно ВМРО одбиваат, па дури и навредуваат. На луѓето сега им треба, кога инфлацијата оди постојано нагоре. Цените во маркетите секој ден се зголемуваат. Кога видовте дека ниту есенската, ниту новогодишната, ниту пролетната кошничка не дават резултати, затоа што ваквите мерки, кога престануваат, цените се качуваат. Вие немате слух за граѓаните. Сега излегувате со најави, со изјави, луѓето кои што се одговорни за да го чуваат стабилен пензискиот систем, повеќе не смеат, не можат да си дозволат да си играат со пензискиот систем. Да, ги зголемивте и од 32 ја зголемивте дупката во дефицитот во пензискиот систем на над 40%. И ова не е грижа за сегашните и за идните пензионери.